Ке кажеме не за меѓувладина седница со Македонија за почеток на преговорите со Европската Унија. Ова е изјавата на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов, нагласувајќи дека зборува во име на владата. На само 5 часа откако Заев и Пендаровски повторно и подадоа рака на Бугарија, особено не спротивставувајќи се Гоце Делчев да го славати бугарите. Од официјална Софија уште една врела шлаканица. Патот на Македонија кон ЕУ води преку Софија. Бугарија треба да се спротивстави на првата меѓувладина конференција ако држи до националните и европските интереси. Пред неколку дена ко-претседателот на заедничката комисија Драги Ѓорѓиев имаше остро однесување. Тие луѓе немаат никаква намера да водат искрен диалог со Бугарија. Каракачанов вели дека Македонија имала 3 години од подпишувањето на договорот за пријателство, за да ги подобри билатералните односи. Според бугарскиот вице-премиер, официјална Софија немала што да минува во својата политика. Каракачанов во изјавата за БГНС не остава простор дека некој може да ја натера Софија да попушти. Тие замислуваат дека некој во Брисел или низ целиот свет ќе ја притисне Бугарија и ние ќе клекнеме. Очигледно тие не разбраа што е Европска Унија и како работи. Имаат 3 години да се превоспитаат. Нашата министерка за одбрана Шекеринска, пак за изјавата на Каракачанов, само благо одговори дека не била во духот на договорот за добрососедство. Очекуваме нашите сојузници и нашите пријатели да му помогнат на регионот, а не да му одмагаат. Единствен начин да помогнеме на овој регион е да му дадеме шанса да има подобра и европска иднина. И јас очекувам дека сите земји, вклучително и пријателска Бугарија, ќе функционираат на таков начин. Но сепак, останува отворено прашањето, каде ќе биде крајот на бугарските условувања? Покрај договорот кој го потпишаа двете влади на Македонија и Бугарија. Софија отиде и чекор понапред. Излезе со нов меморандум, со нови ултиматуми, за да дозволи почеток на преговорите на Македонија за влез во европското семејство. Во преговарачката рамка бараат да влезат прашањата како она за националноста на Гоце Делчев и македонскиот јазик. Вчера и Заев и Пендаровски порачаа дека не е спорно ако Бугарија го чествува Делчев како свој херој. Нивниот обид за балансирана изјава со која нема да иритират бугарската страна не помина во Софија, која очигледно го користи теркот на Грција и сака да ги затвори сите прашања кои за неа се важни, пред Македонија воопшто да седне на преговарачката маса со Европската Унија.